Добар ден, криптоентузијасти. Денеска имаме Altcoin Investi на ваше барање, нормално. Значи, ова беше според последните гласови, кои што ги гласавте, тоест според последниот пол за гласање на теми од оваа недела, кои што гласавте во саботата и неделата. Се надевам дека погледнате вчерашното видео, беше доста интересно, го пеглавме Бенџамин Коин и неговите само биткоин ставови, но како и да е, значи денеска продолжуваме и понатаму со работа. Прво и најбитно морам да се заблагодарам исклучиво, значи овој ден посебно на Анџело Стојановски, секоја чест, значи дечко да ни прати енормна количина на Altcoin Investi. Значи морам да кажем дека поголемиот дел од материјалот на денешното видео се токму од него. Секоја чест. Така да ти благодарам, Анџело. Ова е по дефиниција како функционира македонец за македонец, уште еднаш ќе напоменам, значи тоа е силата на заедницата. Едноставно не може еден човек да следи се. Така да оваа помош е многу добре дојдена. Како и секогаш морам да го пофалам и Иле Кочишки, кој што постојано ми праќа вести. Така да ви благодарам, момци. До сега докажано дека можам да ви верувам кога станува збор за соработка. Уште еднаш да, знам дека многу од вас праќате вести, но едноставно немам време да ги отворам сите пораки во некоја иднина кога оваа група ќе биде малку помала, потенцијално во bear market, или пак кога јас конечно ќе работам само ова, ќе можеме да се фокусираме повеќе на вашите пораки, но за сега за жал на вистина немам време да одговорам. Така да сега можеме да почнеме со Altcoin Investi и за почеток пред да почнеме со Altcoin Investi морам да ви опуштам ова, значи јас се смеев како мало дете. Значи секоја час ова е многу блиску до нашиот бивши председател Борис Трајковски. Ако се сеќавате кога им понуди на Шведска да им ги прати сите шиптари со авиони, затоа што они многу си ги сакаат мигрантите. Овдека истата ситуација има помеѓу Унгарија и најголемото и главно село во Европа, така наречено Брисел, каде што сега Брисел, затоа што они се главни селјаци во Европа, ја казнува Унгарија со 20 милиарди долари, тоест евра, 20 милиарди евра казна зашто не примале мигранти. Значи секоја чест 30 секунди морам да признаам каков потек. The Hungarian government's anti-immigrant rhetoric was furthered when a senior official said Budapest would bus illegal migrants to Brussels. Az Európai Unió, Brüsszel arra akarja kényszeríteni Magyarországot, hogy engedjük be azokat az illegális migránsokat, akiket eddig feltartóztattunk, akiket eddig 1 millió alkalommal tartóztattunk föl a magyar déli határnál, akkor Magyarország az európai eljárásrend lefolytatása után felajánlja ezeknek az illegális migránsoknak, hogy önkéntesen, ingyenesen, egy útra, akkor Brüsszelbe szállítjuk őket. Значи, каков бос е, браво, морам да признам, ова беше најдоброто видео што сум го видел и секоја чест за потегот. Вели, им нудиме со автобуси, вика позади мене, тикет во еден правец до Брисел бесплатно. Што значи, слободно повелете, ќе ве транспортираме од јужната граница на Унгарија директно во Брисел, па таму, чим Брисел толку ги сака, нека си ги совере. Каков потек, браво, морам да признам, јас се импресионирав стварно. Сега, можеме да почнеме со тоа што на почетокот имам доста интересни XRP вести. Оние кои што не им се допаѓа, може да си пустите некоја турска серија во меѓувреме, додека ја да завршам со овие вести, затоа што пак ќе кажам се доста битни. А потоа продолжуваме нормално со останатите вести, каде што прво и најбитно 27 август, ова е пред само 10 дена, но до сега немавме Altcoin Investi, така да ова е прв пат каде што можеме ова да го објавам. Официјално првата држава од блокот на држави кои што имаат свој CBDC профил, тоест проект направен во XRP Ledgerот, односно преку самиот Ripple како компанија. Значи, официјално првата трансакција земала место на 27 август, со тоа што овдека дури има и видео, ова е првата трансакција на CBDC. Сега повторно, Palaos има своја валута, која што е направена како CBDC, значи дигитална валута, на XRP Ledgerот. Значи дека во основа они плаќаат во оваа CBDC валута на Palaos, но матичната валута, која што практично ги врши овие трансакции, односно Auto Bridge Asset, тоа и понатаму представува XRP. Односно они го користат XRP пулот на ликвидити со цел да може да ги вршат овие трансакции на најминимално ниво. Значи овдека човекот е буквално во некаква продавница и истиот моментално купува и го користи така речено CBDC проектот на XRP Ledger за да плати. Сега овдека нема да се држиме премногу, ќе има некакво
моменти каде што он буквално плаќа на CBDC, значи ова е нивниот pay систем, значи во Палао, тоа е мал остров, каде што буквално, пак ќе кажам, значи како што е овдека запишано, само момент, сега овдека ќе стои дека е завршено, но се кажува дека е бавно затоа што, како што овдека е запишано, конекцијата во интернет конекцијата во оваа продавница е доста слаба според тоа што го напиша овдека. Значи Auto Bridge Asset, тој понатаму станува да биде XRP. Значи потребни се неколку секунди, тоа е тоа, завршено. Значи во оваа ситуација они ги добиваат парите од продавницата. И буквално вие сте направиле платење на CBDC системот на Палао, каде што гледате дека Ripple е буквално оној кој што буквално и апликацијата е на самата Ripple страна, каде што вие плаќате. Така да тоа ви кажува дека официјално, значи оваа држава, цела држава, трансакциите ги спроведува на XRP леџерот преку практично трансферирање на CBDC во оваа ситуација дигиталната валута од еден на друг wallet, но матично го користи XRP за трансфер на оваа, да речем, вредност. Сега имаме неколку вести кои што сакам да ги споделам нормално со вас од целиот овој дел нормално за Ripple и за XRP. Значи моментално Ripple на својот XRP Ledger ги додава и сите банки на Кина и Хонг Конг. Значи тоа се практично како кодови, ги додава како потенцијално кодови кои што нели сега може да го користат XRP Ledgerот, односно XRP пулот на liquidity, за да може да праќаат трансакции во и надвор од овие држави. Со тоа што значи сега овдека не е објаснето дали точно има ваков тип на соработка, но е јасно дека Ripple ги додал, значи кодовите така речено за овие банки да може да функционираат на Ripple мрежата, на Ripple Liquidity мрежата. Значи верувам дека ќе добиеме повеќе информации наскоро, но сега за сега ова е главната информација дека ги додал овие банки. Знаете, сами сите овие банки си имаат своји кодови и така натаму. И овдека, значи не е официјално дека имаме директно партнерство помеѓу BlackRock, JP Morgan и Ripple, туку XRP се приклучува на институција која што се нарекува во оваа ситуација ISDA или International Swaps and Derivative Association. Односно ова е интернационална асоциација која што ги поврзува најголемите финансиски институции кога станува збор за размена на капитал и деривативи. Со тоа што ова е сега ќе некоја по-комплицирана тема, нема да налегуваме таму, но идејата е дека и Ripple станува дел. Значи ева овдека јас ја најдов, тоа е isda.org, каде што доколку го запишете Ripple, значи ќе ви даде, гледате, значи member showcases, значи дека и Ripple представува дел од оваа асоциација, каде што се исто така членови и JP Morgan и BlackRock, но и многу други глобални финансиски институции. Значи гледаме дека се повеќе и повеќе Ripple се пробива и нели наоѓа ваков тип на партнерство со еден куп глобални како финансиски институции, банки и така натаму, па дури и цели држави, како што можеме да видиме. 61 јапонска банка прават конзорциум кој што единствена намена на овој конзорциум е да направат платформа за плаќање која што ќе биде базирана на Ripple и на XRP. Како што веќе напоменавме, значи имаше јавна вест од Централната банка на Јапонија дека до 2025 година се очекува сите банки да го интегрираат Ripple и XRP во своето работење. Значи ова не е туку така, ова сигурно е поврзано со таквата најава, каде што 61 банка вели, значи моментално така речено прават оваков тип на конзорциум на соработка, каде што се обидуваат да развијат платформа која што ќе биде матично на Ripple и на XRP леџерот, односно ќе го користи XRP, како што кажавме, за Auto Bridge Asset за купување и продавање како надвор, така и надвор од Јапонија. Значи тоа е многу битно. Оваа платформа ќе биде и за cross-border трансакции. Што значи дека ова е доста голем потек, ако мене прашувате кога станува збор за Ripple. И овдека интересно, значи во оваа ситуација ова е одредена личност, значи ова е Амели. Тоа е некој профил на Twitter кој што го објавува ова, значи практично објавува дел од кодот на Swift кој што ги практично објавува трансакциите кои што моментално се одвиваат, каде што јасно може да се види дека го имаме XRP како еден од коините кои што се користи за сетълмент на Swift трансакции. Сега како и што точно не е објаснето, затоа што ова е само дел од кодот. Треба некој што навистина го познава овој код за да објасни дека така речено овдека навистина се тестира XRP, но иначе зошто би бил таму, така. Како и да е, значи ова е само затоа и не знаете како не скокам на
да речем заклучоци, затоа што еден од поголемите проблеми е кога луѓето донесуваат заклучоци без разлика дали е тоа така или не. Значи како што не беше директно партнерство помеѓу JP Morgan, BlackRock и XRP, така и во оваа ситуација значи не значи дека SWIFT директно ќе почне да го користи XRP, туку дека истиот поради една или друга причина се нашол на кодот на SWIFT. Така да пак ќе кажам, има голема шанса дека ова е навистина дел од SWIFT трансакциите, а у секој случај секој може да го искуца, да бидеме реални, но како и да е, нели, пак е позитивна информација, да се надеваме дека е реална, нели, ако е со време верувам дека ќе излезе и ќе знаеме многу повеќе околу истата. Следната битна вест која што треба да спомнеме е за RLUSD, а знаете сами тоа е стейблкоинот на Ripple кој што моментално се спрема. Истиот официјално ќе биде еден во еден пег со доларот, знаете и сами, со тоа што буквално знаеме дека ќе мораат да држат или директно долари или пак US Government Treasuries од short term. Значи тоа е уствари главната работа зашто Ripple моментално е толку заинтересиран за стейблкоини. Знаете и сами дека и Tether и Circle се убија од пари правење со своите стейблкоини затоа што можат да купуваат short term US обврзници. Со тоа што овие се моментално енормно профитабилни, значи имаме до 4 до 5% за 3 до 6 месечни обврзници, што е значи крајно позитивно. И поради ова и гледаме дека голема заинтересираност има и Ripple, како и да е, ова е само надоградба на самиот екосистем, со тоа што има се повеќе и повеќе нормално услуги и официјално е во тест фаза. Значи моментално Ripple е во бета тест фаза, каде што моментално се тестира како на значи XRP Ledger, така и на Ethereum Mainnet. И истиот се очекува во следните неколку недели веќе да биде официјално пуштен во употреба, останува да видиме како се до тоа ќе биде, но сега за сега тоа што го знаеме е дека е официјално во тест фаза. И на крај последната вест, тоест мислам дека има уште една, само момент. Добро, има уште неколку вести, значи има доста за XRP во овој момент. Значи следната битна вест е тоа што една од најголемите турски банки го става XRP да може да биде купен на сите своји клиенти, а тоа е Garanti BBVA, значи каде што значи не е прва, не е ни последна, но е дел од овие коини кои што моментално може да ги купите на самата апликација. Значи оваа банка вас директно ви дозволува да купувате и држите криптовалути директно на апликацијата, односно во оваа ситуација на вашата банка. Значи еве гледате, сами Bitcoin, Ethereum, Avalanche, Chiliz, USDC и оваа ситуација последна е XRP. Така да и тоа е адаптација на еден или на друг начин. Сега овде ќе има некој интересен твит од страна на Виталик, каде што вели дека XRP е дури и подобар опонент или подобра конкурент за Sound Money, односно за секојдневни плаќања. Значи, овдека сега јас ова би го толкувал на некој начин, на мој начин, со тоа што во оваа ситуација он мисли за секојдневните трансакции, каде што XRP е многу побрз, многу поевтин во однос на трансакции и така натаму. Повторно, не велам дека сега нормално не треба ми се фатите сите за очи, значи ја не велам дека е XRP подобар од биткоин, посебно не кога станува збор за децентрализација, затоа што XRP е многу централизиран за разлика од биткоин, но тоа не го менува фактот дека и понатаму фито на XRP е многу помало, времето за чекање е крајно помало и затоа и го прави поефективен и многу добро кажано од Виталик, значи тоа е реалноста. Значи кога имате многу помало време на чекање и фито е крајно помало, нормално дека за секојдневни трансакции е многу подобар. Така да чисто како образложение зошто верувам дека го кажал тоа, не е поради ништо друго, верувам дека е тоа главната причина поради која што го кажал. Сега, следната вест која што е доста битна, а сите сакаме да знаеме нешто повеќе е значи свапот кој што се случи помеѓу Matic и Pol, односно сите оние кои што го следат овој канал, кои што имаат инвестирано во Matic. Значи Matic нема да постои наскоро, што значи дека треба да се трансферираат Matic токените во Pol токени. Тоа е нормално на Polygon блокчейнот, со тоа што првата работа која што треба да напоменеме е дека сите оние кои што ги имале овие Matic токени на менувачница, менувачниците автоматски ќе ви ги променат во Pol. Се разбираме? И втора битна работа, се уште не сум видел нигде механизам како можеме да ги трансферираме нашите Matic токени на новчаниците, сега зборувам Ledger, Elipal, Tangem и така натаму во Pol токени. Наскоро верувам дека ќе го најдам тоа. Кога ќе го добием или ако некој го има, нека го остави коментар под видеото, ќе го споделам со вас за како може да ги промените вашите Matic токени во Pol токени. Со тоа што надграбата во Pol токени има доста големи
напредоци, но да речеме овде кај е спомнато нешто интересно, каде што знаеме дека пол токенот е многу по да речем ефективен, може да биде користен за многу повеќе работи, за гласање, за стейкинг и така натаму, но дополнително истиот, значи на некој начин нешто што е интересно и ново, вели ќе биде интегрирано 2% инфлација на годишно ниво, каде што овие дополнителни 2% токени, половина од нив ќе одат на node провайдерите, значи 1% од оваа инфлација ќе биде директно наменет за награди на оние кои што ги одржуваат валидаторите, односно нодовите, а другиот 1% ќе оди во трежери на Matic, односно во оваа ситуација на Polygon, кој што ќе се користи за унапредување на самиот блокчейн, што реално и не е така лошо, а 2% инфлација воопште не е голема работа. Така да ова е практично новиот пол, односно во загради X Matic токен, каде што гледаме дека повторно на крајот од денот пак се тие истиот total supply, 10,2 милиарди токени, каде што половина се веќе пуштени во потреба и нели имаме vesting schedule. Како и да е, значи битно е да се напомене тоа дека оваа 2% да речем инфлација е направена добро со цел за да се наградат дополнително они кои што одржуваат мрежата, нодовите, како и да се така речено доведе пари во самиот трежери на овој проект за да едноставно има пари од каде да продолжи да се развива, така. Сега, значи гледам дека Sony влегува на блокчейн, значи браво и тоа со брзина на светлината. Дечките од Sony со својот Soneum Layer 2 на Ethereum се веќе во тестнет, верувале или не. Каде што ги повикуваат сите девелопери, посебно кога станува збор за entertainment и gaming, да влезат и да ги тестираат своите апликации или DApps, односно децентрализирани апликации, на Layer 2 во оваа ситуација на Soneum, на така речено Ethereum екосистемот. Сега, што тоа значи? Значи дека бесплатно, овдека дури има и гајд како може да тестирате вашата апликација и така натаму. Значи ќе може практично да ги прикачите вашите апликации на овој тестнет и да видите како потенцијално би функционирале. Верувам дека ова е начин на кој што они сакаат да најдат, нели, почетно апликации кои што ќе можат нормално да се користат на овој Layer 2. Не заборавајте дека Sony понатаму е главно entertainment and gaming индустри, така да верувам дека и ќе притискаат во тој правец, со тоа што дополнително овдека дури погледнете сега, значи не само што имаат тестнет, не само што имаат Layer 2, туку веднаш имаат и инкубатор така наречен Soneum Spark, што буквално нема да биде само Sony, туку во овој Soneum Spark ќе бидат сите партнери на во оваа ситуација на Soneum, односно на Sony, Astar, Circle, Optimism, The Graph и Alchemy Pay. Нормално заедно со Ethereum. Да, со тоа што заборавивме дека Soneum ќе биде матично на Optimism. Значи како што е Base, така и Soneum нема да има свој блокчейн, туку ќе биде базиран на Optimism Layer 2. Значи така речено и Base е Layer 2, но нема свој блокчейн, се разбираме. Па така и овде Soneum ќе биде истата ситуација и вели овој инкубатор моментално ќе ги користи ресурсите од сите овие 5 проекти со цел да помогне на нови продукти, односно проекти, да изградат свој софтвер, апликации и така натаму на Soneum Layer 2. Така да ова, ако мене прашувате, е енормен и многу брз напредок за Soneum, секоја чест, значи дечките работат со брзината на светлината. Така изгледа кога големи играчи влегуваат во сферата и зашто реков ја дека не видиме ваков тип на играчи како Sony, како EA Games, како Konami да влезат во оваа сфера, не може да очекуваме дека гейминг индустријата толку брзо ќе биде интегрирана, да бидеме реални. Cardano официјално, нека ние со среќа на сите, Chain хардфоркот е live, што значи дека сме официјално во последната ера, а тоа е Voltaire ерата или CIP 1694 или тоа е годината кога е Voltaire роден. Повторно, станува збор за ера во која што официјално ќе имаме 3, би рекол, конститутивни органи, меѓу кои првиот е Constitutional Committee, Delegate Representatives и Stake Pool Operators. Stake Pool Operators се самите нодови, они кои што имаат своји пулови на Cardano. Constitutional Committee и Delegate Representatives ќе бидат буквално две, така речено, спротиставени институции кои што треба да вршат надзор една на друга и кои што буквално функционираат со цел да дадат насока на заедницата, а нормално на крајот од денот секој дневните собственици и така речено собственици во оваа ситуација на Cardano одлучуваат преку гласање на DAO за тоа
како ќе се движи овој проект. Односно, официјално од сега па натаму веќе не можат ниту IOHK, ниту Emurgo, ниту Cardano Foundation, ниту пак самиот Чарлс Хоскинс да иницираат или пак да прават, да речем, hard fork или така натаму. Сето тоа мора да биде иницирано, припремено од самата заедница. Како ќе функционира останува да видиме, но децентрализација е секогаш позитивна ствар и во оваа ситуација јас очекувам ова да биде крајно позитивно за Cardano екосистемот. Значи мене ако ме прашувате, јас сум крајно задоволен со ова. Сега дополнително ако се сеќавате имаше партнерство помеѓу Ripple, Hedera и Algorand, кое што се нарекуваше DREC Alliance или Decentralized Recovery Alliance. Идејата беше да се направи начин на кој што децентрализирано може да се врати фразата на вашиот новчаник, односно каде што вие ќе можете оваа фраза да ја поделите, да речем, на 2 или 3 енкриптирани, така речено, блокови од дата, кои што ќе може да ги доделите, например, на ваши 2 или 3 познаници, пријатели, другари, семејство, како и да е, и ако потенцијално го изгубите вашиот клуч, кој ќе ги земете овие делови назад, значи зборувам овие дата блокови, да може да ги споите и да ја добиете назад вашата фраза. Со тоа што само, да речем, овие лица кои што се така речено, нели, од вас овластени да ги имаат овие блокови, само они ќе можат да ги имаат. Со тоа што Ripple, Hedera и Algorand почнаа да развиваат оваа технологија со цел да најдат начин како, значи, да имате така речено второстепена заштита во случај да изгубите вашата фраза, затоа што ако изгубите вашата фраза, точка. Тука завршува вашата собственост врз тој wallet. Со тоа што Cardano моментално се приклучува на оваа алијанса и уште еднаш, значи, овие 4 джинови во крипто секторот, уште еднаш ќе напоменам, Cardano, Ripple, Hedera, Algorand, сите ги поседуваме со причина. Значи моментално се делува алијанса која што се обидува да развие ваков тип на технологија со цел да пружи поголема заштита на секојдневните луѓе кои што користат крипто, баш од ваков тип на губење на фразата. Значи на тој начин практично вас ви дава децентрализиран начин да ја заштитите вашата фраза во случај физички да ја изгубите. Следната битна работа ни е ASI Alliance, знаете и сами, ова е проект кој што го следиме веќе длабоко. Значи тоа се трите претходни проекти FET или FET-CHI, AGIX и Ocean. Со тоа што ова моментално алијанса, ASI алијансата, практично има соработка нова со Cardano, односно така речено новиот FET кој што нели се уште не е така речено трансформиран во ASI токен, е достапен на Cardano блокчейнот. Значи матично моментално FET може да се користи и на Cardano блокчейнот, односно така речено затоа што знаете и сами дека ASI токенот е матично на Ethereum, практично ние имаме мост на Cardano екосистемот. Значи ова е крајно позитивно со тоа што, значи, двете страни имаат само позитивни ствари да кажат едни за други, погледнете и сами. Значи Artificial Super Intelligence Alliance буквално само позитивни ствари кажува за Cardano, за неговиот екосистем и потенцијалот во AI секторот, така да ова е само позитива. И уште еднаш е сега ова до сега што го видовме, сите овие алијанси кои што ги спомнавме, без разлика дали е претходната алијанса каде што се здружени поради технологија или овде каде што буквално ова е бенефитарно за двете страни. Значи она што јас постојано го зборувам, ова не се фудбалски клубови. Овие проекти не се борат за прво место. Да, се конкуренти едни на други, но гледаме дека соработуваат едни со други. Посебно е и прост пример, значи она што јас постојано го зборувам. Hedera, Algorand и Cardano се буквално проекти кои што се конкуренција едни на други. Сите се layer 1. Но гледаме дека нашле начин како да соработуваат. Значи тоа е една многу битна работа што треба да разберете. Доста со мерење на песокот, очигледно оваа сфера има начин како да направи сите овие проекти да, така речено, се инкорпорираат или колаборираат едни со други и тоа да биде крајно позитивно за сите овие проекти. Гледате ли колку само проектите почнуваат да се зближуваат, односно да соработуваат едни со други, да градат заедно. Значи ова е крајно позитивно. Затоа што вие имате буквално едните на други проекти си помагаат во развивање како на софтверот, така и во едноставно. Тон е следната вест која што ја имаме за вас денеска, а тоа е дека имаше така речено мал пат од неколку часа каде што буквално блокчейнот застана со работа. Со тоа што сега веќе се е recovered, значи според тоа што успеав да го сватам од досегашните вести, немало никаква штета. Односно сите така речено трансакции успешно се реализирани и на крајот од денот, значи немаме така речено никаков проблем генерално од самиот Тон блокчейн, гледаме дека функционира.
Со тоа што не заборавајте, дека ова беше на 28 август повторно. Значи ова е моментот каде што не можев да направам во последните 10 дена Altcoin Vesti, па затоа сега ги поминуваме сите овие материјали, чисто да имате представа што се случувало на пазарот, со тоа што ова беше буквално поради airdrop на официјалниот, како тони го нарекуваат, значи ова ќе биде официјалниот меме коин на Tonchain, а тоа е DOGS, и поради ваквиот airdrop, значи буквално доаѓа до закочување на самиот блокчейн, можам да замислам милиони и милиони луѓе едноставно транзактираат во оваа нова валута. Сега ова е така речено и негативно, но и позитивно. Зошто? Затоа што имаме голема количина на органски, да речам, органски сообраќај, органски трансакции. Зошто го велам ова? Погледнете. Значи, Тон моментално до овој момент има 52 милиони адреси со Тон коин на нив и 3 милиони активни адреси на дневно ниво. Со тоа што погледнете, во моментот кога го така речено пуштиле овој DOGS како меме коин на сопствениот блокчейн, значи во тој момент добиваат дополнителни 2,19 милиони нови адреси кои што така речено транзактираат во овој DOGS airdrop. Тоа ви покажува дека тоа се 2,19 милиони нови луѓе кои што ефективно правеле интеракција со овој блокчейн. Значи, тоа само ви покажува дека навистина има интерес, посебно за жал кога станува збор за меме коини, но на еден или на друг начин влегуваат во криптосферата, значи овие луѓе, така да ова е сепак позитивно. Така да на крајот од денот ни покажува дека навистина има енормно голема заинтересираност за користење на Тон блокчейнот. И нормално ова доаѓа од негде, ако се сеќавате ние веќе го напоменавме. Односно, ако се сеќавате, ние го кажеме на нашиот канал уште одамна, дека по користеност, значи моментално на 8 место и тоа ова е за септември, значи можеме да видиме дека ова е ефективно за септември 2024 година, значи според месечни корисници и ова се органик, затоа што значи некои од нив се и ботови нормално, значи месечни корисници имаме 900 милиони, а 615 милиони биле органик трафик, односно биле навистина луѓе, а не ботови. Што значи дека оваа голема бројка на луѓе кои што го користат, плюс да не забораваме фактот дека за разлика од поголемиот дел од овие кодоши на ЦИА, значи ова е навистина енкриптирана апликација во која што сега за сега се уште вашите информации се заштитени. Така да, тоа дава дополнителна моќ со тоа што, како што веќе напоменавме, значи ваков голем обем на луѓе кои што моментално користат оваа апликација, зборуваме за Telegram апликацијата матично, многу лесно може да бидат интегрирани во овој блокчейн. И затоа ова воопште не ме чуди. Значи, ако видиме 900 милиони, а 52 имаат своји адреси, воопште не ме чуди. И тоа мислам дека ова е малку. И затоа ако се сеќавате, вас ви спомнав и тогаш дека ваков тип на големи апликации кои што навистина има огромна количина на луѓе кои што ја користат, се и најлесниот начин за интегрирање на криптосветот во секојдневните, да речам, маси на луѓе. Затоа што, како што кажавме тогаш, голема веројатност е дека поголем дел од овие луѓе нема ни да знаат дека користат блокчейн, а ќе користат блокчейн затоа што они за нив тоа е волет на Telegram. Они не ни знаат што е блокчейн, така. Но крајно позитивно, пак морам да напоменам. Сега, следна вест која што мораме да спомнеме е Uniswap, кој што моментално поради X причини, значи направил така речено помирување со CFTC. Со тоа што овдека ефективно станува збор за само да го најдам тој дел каде што јасно се кажува што е. Значи вели дека комисијата за ресурси, така речено, за тргување на ресурси, во оваа ситуација ги обвинува Uniswap Labs дека дека им дозволувале на така речено на инвеститорите да имаат leverage crypto trading. Мада ако мене прашувате, ова е сосема нормално, но во Мурика ништо не е нормално како и самата држава. Со тоа што најбитниот дел кој што мораме да го забележиме овдека е дека Uniswap се помирила со CFTC, ја платила казната која што е нормално наложена и дека ова завршува. Затоа што кога ќе видите settles, значи дека е помирено тоа што го барале од нив. Со тоа што дури гледав на некои вести, да речеме, објаснување на самата ситуација, вели, значи не е точно објаснето во кој дел, како и шо, затоа што ова е така речено дискусија помеѓу самите Uniswap и CFTC. Најбитниот дел е дека е завршено. Со тоа што сега што може да очекуваме дека повторно на американците ќе им забранат некои услуги, што мене воопште не ми смета, супер, само напред.
Значи, сега многу едноставно. Во ред, значи не смееме да даваме леверидж на американци. Во ред, сите што доаѓаат со IP адреса од Америка не може да користат леверидж на Uniswap, а целиот свет може да користи. Така да фала Мурика, фала CFTC, не менја ништо на крајот од денот и понатаму гледаме дека се си продолжува како што е. Денес имаме многу вести за Hedera HBAR. Еден од оние кои што ми се навистина мили, имаме солидна, негде околу 3%, да речам, застапеност во нашето портфолио од Hedera, со тоа што вели Федералната резерва моментално буквално embraces, значи ја прегрнува Hedera, што прилика и така изгледа според тоа што моментално го видовме во вестите, односно, знаете дека моментално Мурика има така наречен FedNow систем кој што работи 24/7, кој што е наменет да биде замена за крипто со 24/7 365 дена можност за финансиски институции да трансактираат. Со тоа што моментално оваа FedNow апликација би рекол, ја интегрира Drop апликацијата која што е матична на Hedera, која што овозможува на институции и на нормално компании секојдневни луѓе да ја користат оваа Drop апликација со цел да вршат плаќања во HBAR, USDC и во американскиот долар. Што значи дека во оваа ситуација со ваквата интеграција на FedNow, автоматски оваа апликација е дел од институционалната мрежа на плаќања во Америка, што е крајно позитивно. Значи, вие практично давате легитимитет на HBAR и на HBAR токенот преку интегрирање на Drop апликацијата во оваа FedNow мрежа. Што значи дека моментално било која, да речем, институција или пак буквално до најмало дуќанче може да интегрира практично плаќање со HBAR токенот преку Drop и FedNow мрежата, зашто FedNow мрежата е направена за сите финансиски, да речем, елементи во Мурика. Без разлика дали е локално дуќанче или пак е JP Morgan, се разбираме. Така да во оваа ситуација ова е крајно позитивно, затоа што вие буквално давате легитимитет на HBAR токенот и нели целиот овој екосистем преку интегрирање на оваа апликација која што е матична на HBAR. Следна битна работа која што мора да напоменеме, знаете дека Hedera има еден од најлегендарните совети, би рекол, или council како што би било на англиски, каде што, значи, Hedera е многу централизирана, да, но е крајно поддржана од институции, затоа што Hedera има 40 нодови, од кои сите овие нодови се дадени на големи играчи. Два нови играчи кои што влегуваат во Hedera Council, кои што имаат свој нод, се Mondelez, што во исто време е уствари креаторот на Орео, Cadbury, Ritz и Toblerone. Во исто време вториот ни е BitGo, која што е институционална, значи не е менувачница, туку е буквално старател. Значи како што моментално се Bitcoin Spot ETFs старатели, да речем BlackRock, Fidelity и така натаму, така и BitGo е направен за да им овозможи на институциите да можат да држат во нивно име, он ги држи нормално овие валути. Значи практично ако сакаат да имаат изложеност на криптопазарот, тоа може да го направат преку BitGo апликацијата. Значи BitGo има доста големи партнери, сега погледнете. Ова е најновиот Council Review кој што можеме да го забележиме со новите имиња, како што веќе напоменавме, тоа е Mondelez и BitGo. Само да најдем каде е, еве го BitGo, но погледнете ги останатите имиња за да ви стане јасно колку големи, значи, имиња имаат нод во HBAR. Значи ова не е туку така, се разбираме. Значи Deutsche Telekom, Dell, LG, добро, Chain ни е познат сега, ајде, тој е крипто, но останативе. Boeing, така, Google. Значи погледнете ги имињава. Hitachi, така натаму, Ubisoft исто така ни е познат. Значи ова се огромни корпорации кои што моментално имаат свој нод на блокчейнот на HBAR. HBAR е крајно институционална организација или проект, морам да кажам. Со тоа што уште еден ваков тип на институционален играч, тоа е Copper, исто како BitGo, кој што моментално нуди кастади за институции на блокчейн. Во оваа ситуација, значи, ваквата интеграција е повторно во истиот аспект. Со тоа што Copper, кој што моментално нуди на институциите да едноставно бидат изложени на крипто преку старателство кое што Copper го нуди, сега пак ќе нуди и HBAR како една од опциите кои што можат институциите да ја купат и држат во нивните така речено профили на Copper. Значи ваквата соработка се повеќе и повеќе ги зголемува опциите на Hedera, односно HBAR токенот да биде купен и абсорбиран од институции.
и со оглед на фактот дека HBAR на вистина има големи значи врски, пак ќе ви кажам, значи HBAR беше единствениот коин кој што имаше свој банер врз цела една зграда за време на Светскиот економски форум во Швицерланд. Како и да е, значи тоа ви кажува на вистина колку многу голема, да речем, поврзаност со институциите има овој проект. И моментално ново партнерство помеѓу Hedera и Hyundai и Kia. Hyundai и Kia, корејски, најголемите корејски производители на коли, каде што буквално Hyundai и Kia го користат овој софтвер, односно самиот Hedera Network за следење на CO2 емисиите. Со тоа што овде има и така наречен софтвер кој што е базиран на CO2, тоа е CO2 Emission Monitoring System или SCEMS, кој што моментално е целосно базиран на Hedera мрежата, на Hedera блокчейнот, и овие производители ќе го користат со цел да ја регулираат својата CO2 емисија. Знаете и сами дека како се движи понатаму светот, се повеќе и повеќе станува битно колку CO2 емисија има ова вашата индустрија, без разлика каков тип на индустрија станува збор, и ова е крајно битно кога станува збор за нели оние карбон кредити и така натаму каде што се движиме, така да верувам дека ова ќе биде крајно битно како технологија, затоа што пред Hedera единствено IOTA и VeChain беа два до сега блокчейни кои што се користат за оваа работа. Ова е прв пат да видам некој надвор од IOTA и VeChain во оваа ситуација Hedera да биде користен за следење на CO2, така да ова е крајно позитивно. Мислам дека да, и ова е така речено последната работа која што сакам да споделам со вас од Hedera, значи ова е на нивната официјална страна. Вака изгледа активен блокчейн. Значи погледнете колку партнерства само има и колку, да речем, нови седишта во Council, партнерства, така, и погледнете колку настани има моментално во оваа година. Значи ова се веќе два кои што завршиле, така, следно 10 септември, тоа е од утре, почнува AI конференција во Сан Франциско. Потоа Real World Asset Summit во Сингапур. Ова се од нив организирани настани, се разбираме, значи не е ова нешто каде што они гостуваат, туку Hedera, HBAR ги организира овие настани. Asset Tokenization Payments, Hedera Meetup, се ова е нешто Meetup, не е нешто посебно. Сингапур, Token 2049 Сингапур, така, каде што ова е така речено тамошна, да речем, конвенција на која што Hedera е еден очигледно од организаторите. Понатаму, и Сингапур Hackathon, очигледно ова е за Ethereum, но Hedera е дел од сето ова. GBBC Blockchain Central, значи погледнете колку само настани има моментално Hedera насекаде низ светот. Значи ова само сакам да ви покажам дека на вистина е активен блокчейн и затоа е еден од поголемите локации кои што ги имаме во нашето портфолио. На вистина добар проект. Следен интересен проект кој што постојано го зборуваме и треба да зголемам локацијата, но што да купам попрво, знаете и сами, значи едноставно невозможно да имате се. Ова е следен чекор, ако се сеќавате од она што го зборувавме во текот на оваа година, дека IOTA беше во тест фаза да биде официјален блокчейн на Европската Унија. Официјално IOTA е помеѓу трите победници од оваа така речено тест фаза, како што овдека беше објаснето, значи ова е на официјалната IOTA страна. Значи како што беше објаснето, прво, ваквото надпреварување траело 2 години. Значи еве во тој дел, значи 2 години биле ставени повеќе од 30 блокчейни на тест, еве 30 проекти, од кои што IOTA е избрана да биде една од топ 3 проекти кои што ќе бидат дел од сервис pre-commercial procurement. Значи во оваа ситуација практично, иако не е точно објаснето како се тоа ќе биде интегрирано, значи она што го знаеме е дека IOTA ќе биде првенствено користена од самите институции и така речено буткана напред од самите институции на Европска Унија. Сега пак овдека не е најдебело објаснето како се тоа ќе биде направено, но битно е дека она што ние го зборувавме дека моментално е во така речено фази на тест, тоа е завршено и дека IOTA е избрана да биде еден од овие блокчейни кои што ќе бидат така речено и користени очигледно и од институциите во Европа. А како тоа го знаеме? Тоа е што, ако се сеќавате, ова ние претходно го имаме спомнато, а тоа е European Blockchain Sandbox. Ова е посебна институција која што е, очигледно погледнете, по иницијатива на Европската комисија, која што е наменета да прави тестинг на, да речем, блокчейн во однос на потребите на самата Европска Унија, каде што IOTA е земена да биде
тест блокчейнот кој што ќе врши KYC, односно за идентификување. Што значи во оваа ситуација го тестираат IOTA како би изгледал како солуција за потенцијално идентификување на така речено граѓаните на Европа. Сега дали ќе биде ово за институционални потреби или ќе биде на секојдневна база било каде кај што треба да поминете да може да правите идентификација на IOTA блокчейнот, останува да видиме, но гледаме дека е многу голем интересот за IOTA во Европската Унија на институционално ниво. Така да ова е крајно позитивно и затоа би сакал да имам повеќе, затоа што дополнително да не забораваме, ова е еден од оние поискусни, постари блокчейни. Второ, не само во Европа, истиот има и така речено свој едж, односно доста добар напредок и кај арапите, посебно во оној дел на Дубај и така натаму. Значи, зборувам за Обединетите арапски емирати. Значи, на вистина овој блокчейн си го наоѓа со ственото место и пак замислете да поседувате дел, и тоа од 5 септември, ова е сосема ново, да поседувате дел од институционален блокчейн на Европската Унија. Аз мислам дека е крајно позитивно, но повторно, не сакам да избрзувам, нормално, ќе гледам да надградам својата позиција, евентуално наскоро се надеваме, но е, пак ќе кажам, нешто што е крајно битно, че ова не се случува секој ден, така. SolarWise е една многу интересна тема, која што моментално е во партнерство со VeChain. Колку паметно им текнало. Значи, SolarWise представува компанија во Бразил која што гради соларни панели. Каде што вие буквално може да си купите удел во оваа компанија преку практично купување на така речено NFTs на VeChain блокчейнот. Сега оваа компанија направила тоа да биде така да можете буквално да користите VeChain за да инвестирате во компанијата, во она што го работи, нормално кога стануваат збор за овие соларни панели, и дополнително да добивате дури и дел од заработката на оваа компанија. Како паметно направено? Со тоа што кога овие соларни панели нормално ќе почнат да ја продаваат својата соларна енергија, нормално за пари, вие ќе добивате назад monthly payouts од оваа продажба на струја во ВЕТ. Со тоа што ВЕТ моментално ќе биде матичната, да речем, блокчейн валута која што ќе се користи за секаков тип на интеракции со овој проект и со така речено во оваа ситуација, нели, овој бизнис, овие соларни панели. Значи вие практично може да инвестирате, да си купите NFTs, значи тоа се овие Solar NFTs, кои што практично ви даваат удел во компанијата, а потоа за возврат вие добивате, нели, ВЕТ токени во однос на тоа, нели, како ќе биде работата на самата компанија, со тоа што дополнително овие Solar NFTs вие понатаму можете да ги продадете исто така. Значи интересна идеја, морам да признаам, ова е уште еднаш ви покажува како блокчейн технологијата се интегрира сегде и како гледате наоѓаат уникатни и паметни начини како да ја искористат. Уште една интересна работа од VeChain, значи исто така еден од оние да речем проекти кои што ги имаме, мислам дека имам негде околу 6% од VeChain во портфолиото, на вистина верувам во овој проект. Посебно ми се допаѓа фактот дека е од источната страна на светот, значи не сите да ми бидат прозападни, она што го спомнавме, некогаш категориите не се доволно, некогаш треба да се фокусирате и на тоа да ви бидат децентрализирани во однос на тоа од каде потекнуваат и каде базично е нивниот бизнис. Затоа што на VeChain базично целиот бизнис, тоест поголемиот дел од бизнисот му е во Кина. Сега, VeChain моментално преку интеграција на OOBIT апликацијата буквално може да го користите за плаќање на повеќе од 100 милиони локации за плаќање, кои што се нормално достапни на iOS. Значи ова е нормално за било каков тип на Apple продукти. Со тоа што ова OOBIT, искрено не знам која е, но според ова што моментално го гледам, значи има повеќе од 100 милиони продавници кои што моментално ја користат, така да оние кои што имаат Apple верувам дека знаат подобро, искрено стварно не знам, но како и да е, ова е крајно добро, значи секој кој што има iPhone, iPad и така натаму ќе може да го користи VeChain директно за плаќање, како што кажеме, во повеќе од 100 милиони локации во светот, што е крајно позитивно. Сега Alchemy Pay, значи Alchemy Pay исто така ја мислам дека е еден од подобрите проекти кои што го имаме одбрано и со моите 3% Alchemy Pay мислам дека немам доволно, но како што кажав, секогаш ќе го имате ова чувство дека немате доволно, затоа што на вистина некогаш има ваков тип на возбудливи проекти. Значи Alchemy Pay е крајно мал, има некоја смешна, не знам, 100-200 милиони маркет кап, што е стварно смешно. Значи прво Alchemy Pay на 4 септември прави партнерство со Algorand, и тоа ова партнерство исклучува е наменето со цел да му помогне на Algorand, само не знам зашто, да му помогне на Algorand со така речено интегрирање на USDT и USDC.
Односно, Algorand моментално може да прави on и off ramp преку Alchemy Pay на USDT и USDC коините. Значи, ова е многу битно, затоа што колку повеќе стейблкоини имате достапни на вашиот блокчейн, посебно кога е Layer 1 како Algorand, толку подостапно ви е така речено користењето на вашиот Layer 1, на вашиот блокчейн. И сега погледнете исто како Hedera, погледнете колку ствари само во август моментално направиле Alchemy Pay. Прво, моментално Alchemy Pay поддржува и Tether Gold, значи ова е стейблкоинот во противредност на цената на злато на Tether за on и off ramp. Вели, 29 различни банки низ Европа моментално го користат Alchemy Pay за on и off ramp кога станува збор за своите клиенти. Поддршка на Alchemy Pay и Tether за 0 ramp fee, односно да можете да, така речено, променувате кеш во Tether и обратно без да ви, така речено, земе пари. Polkadot исто така достапен Alchemy Pay за on и off ramp, исто така многу битно, затоа што Alchemy Pay основната цел му е on и off ramp за блокчейн технологијата, така да сега и самиот Polkadot екосистем може да го користи Alchemy Pay за on и off ramp. И сега овде ќе има уште неколку компании кои што искрено не ми се познати, не е нешто посебно, но ова се компании кои што направиле партнерство со Alchemy Pay, тоа се 4 компании. Значи погледнете колку е активен овој проект. Еве, овие проекти кои што се толку активни, ќе има и потенцијално најдобри резултати во овој предстоечки bull market. Затоа ваквите проекти според мене се многу попаметно да ги инвестирате, за разлика од проекти во кои што немате слушнато ништо во последните, не знам, 6 месеци, а станува збор за bull market. А каде е ако случајно се наоѓаме моментално во bear market? Следен блокчейн за кој што треба да зборуваме е PIT. Значи PIT представува Oracle, кој што моментално по големина е втор веднаш после Chainlink. Значи кога би го ставиле во однос на својот market cap, истиот е мислам околу 6 пати помал од Chainlink, но тоа не го менува фактор дека нели пак е на некој начин единствениот конкурент кој што барем блиску доаѓа до Chainlink, другите се многу помали, така да во оваа ситуација PIT моментално е Oracle кој што е достапен на Aptos екосистемот. Значи добро е да има конкуренција, тоа секогаш е добро, затоа што оној кој што е шампион мора да се труди да се унапреди со цел нели да не даде на конкуренцијата да му го превземе местото. Но иако Chainlink е доста напред, но PIT во оваа ситуација гледаме дека си го наоѓа своето место, како што кажав, значи ова е енормно голема да речем сфера каде што допрва ќе видиме шампиони и допрва ќе видиме овие проекти да си го најдат сопственото место во однос на тоа каде ќе бидат дел од оваа технологија. Grayscale моментално отвара два нови фондови. Знаеме дека најчесто кога Grayscale отвара два нови фондови, станува збор за институционално инвестирање. Со тоа што овдека првиот фонд е во BitTensor DAO, а вториот фонд е во Sui. Значи ова се Sui треба да го работиме, BitTensor веќе го обработивме на нашиот канал, Sui е во следниот блок на коини. Но пак ќе напоменам, значи историски кога Grayscale ќе ги додаде овие коини во сопствен приватен фонд, најчесто тоа е позитивно, крајно позитивно, затоа што имаме големи институционални инвестирања во овие проекти. Така да ова е доста позитивно за овие два проекти нормално. Сега она што го добивме како битна информација која што верувам дека сите сакате да знаете, посебно оние од Македонија, е дека Mastercard во соработка со оваа компанија која што се нарекува Mercurio има своја матично, така речено, дебитна картичка за криптовалути. Иако овдека се спомнува само биткоин, тоа треба да го проверам. Значи знаете како, вие практично правите дебитна картичка на оваа Mercurio апликација, значи mercurio.io, каде што еве значи дебитната картичка, ова е дебитната картичка, каде што самата дебитна картичка во однос на вашите да речем пак ќе биде слично на она што го имам моментално јас, да речам, од Ledger. Каде што Ledger матично не е поврзано со дебитната картичка, туку тоа е компанија која што се работува со Ledger. И вие мора да ги испратите вашите коини на блокчейн адресите од истата, со цел да ви бидат депонирани на самата компанија и да ви бидат достапни на дебитната картичка. Верувам дека тоа е слично и во оваа ситуација, иако не можам да бидам 100% сигурен. Ако некој има ваква картичка и ако е запознаен, ќе ве замолам да сподели искуство во коментар под видеото, но матично Mastercard моментално ваквата картичка ви овозможува да ја користите било каде, со тоа што не е само картичка, туку погледнете.
сите овие менувачници и wallet-и моментално имаат плаќање преку Mastercard, каде што директно може да ги користите вашите криптовалути за да платите било што, било каде што е достапна Mastercard картичката. Значи, вие кога плаќате, вие практично плаќате со дебитна или кредитна во оваа ситуација картичка, а ги користите вашите криптовалути, кои што во моментот се трансферираат во однос на колку пари треба да бидат платени. Значи, ако имате вие биткоин и треба да платите негде кафе, во тој момент ќе биде продадена само толку голема сума од оваа количина на биткоин која што ја поседувате, со цел да биде платено ова кафе по цената на биткоин во моментот кога го вршите плаќањето. Така да ова е нешто што јас го имам моментално на Ledger преку оваа дебитна картичка која што е достапна таму, но е повторно интересно затоа што овдека пак, значи јас ако сеќавате ви кажав, за сега ние се уште бараме on и off рампови. Така, наскоро нема да има потреба, погледнете, се повеќе и повеќе се зголемува ова така речено корелација помеѓу платежни да речам картички, средства, банки и така натаму, каде што веќе нема да има потреба дури ниту да ги менувате вашите криптовалути, тука може директно да ги користите за плаќање како што е во оваа ситуација овој момент. Каде што оваа дебитна картичка од Mastercard исто така може да биде интегрирана со Apple и Google Pay, односно да биде така речено ставена на вашиот телефон и да може да плаќате било каде во било кое време директно од вашиот телефон. Значи гледаме дека ова навистина брзо се движи, така. И ова е дел од масивната адаптација, затоа што ако вас ви кажам дека вие може да купите Ethereum и не морате да го продадете, а во било кое време може да го користите за плаќање, вие нема да се секирате дали може да го продадете тој Ethereum, затоа што вие во било кое време може да го користите како платежно средство, така. Тоа е една од главните придобивки на масовна адаптација. OpenSea добива Wells Notice. Знаеме дека Wells Notice е практично не е опомена, туку е известување пред тужба кога станува збор за Комисијата за хартија од вредност, односно Гери Гангстер, Чичко Гаргамел. OpenSea, знаете и сами, представува најголемата платформа за продажба на NFTs, каде што моментално и NFTs гледаме дека очигледно се хартија од вредност, не знам што да ви кажам. Значи, вие го тужите во OpenSea за продажба на не знам, овие што се мајмунчињава или не знам, овие CryptoPunks, не знам, стварно. Како и да е, немам зборови, че јас не знам веќе што да кажам. Се надевам дека конечно ќе биде опуштен наскоро, како што веќе кажавме, значи до доаѓањето на Чичко Трамп, значи дека првиот ден на работа, како што вети Трамп, Чичко Гери Гангстер ќе биде опуштен, да се надеваме дека тоа ќе се случи. Дури добив и вест дека ефективно инвеститорите, односно, нели, знаете, таму политичарите кај нив си се купени уште пред време. Во оваа ситуација, значи, оние кои што и плаќаат на Камила Харис за низината кампања, дека бараат од неа практично да го отпушти Гери Гангстер. Значи, останува да видиме, ако е тоа така, тоа е супер за нас. Ова навистина не ми се допаѓа, се надевам дека не е така, затоа што ќе мора да изреагирам и јас. Значи, според одредени познавачи во оваа криптосфера, значи ова е човекот кој што го објавил тоа, ова е CEO на некои платежни, да речам, компании во криптосферата, кој што вели дека на барање на Израелската Defense Force, значи нивната војска, се банирани сите клиенти од палестинска националност, само затоа што се палестинци. Ако се сеќавате, значи ова се случуваше и со русите кога беше ситуацијата со почетокот на украинската војна. Значи имаме ситуација во која што Coinbase буквално ги замрзна сите волети на сите руси кои што имаат свој волет на Coinbase, без разлика дали се дел, дали не се, дали воопште знаат каде се наоѓа Русија или некогаш живееле во Русија. Значи тоа се случи. Овдека Binance се брани дека тоа не е вистина, дека било само мал дел од нив кои што биле поврзани со као наводно нелегални активности. Ќе видиме со време, тоа ќе се покаже. Ако е така, јас, значи, иако можеби не сум нешто многу голем, но во оваа криптосфера ќе гледам се што можам да направам и да ја намалам првенствено јас, значи да не ја користам оваа платформа, а нормално и да не ја препорачувам, дури и да зборувам обратно од препорачување за оваа платформа. Значи не е битно колку е ефективна, не е битно колку е квалитетна, на крајот од денот да практично спонзорирате геноцид врз палестинци само затоа што ви побарале израелците е неприфатливо и нормално дека ни по точка разно не би соработувал, ниту пак би препорачувал таква организација. Чисто ви кажувам пред време, останува да видиме, времето ќе ни покаже. Ако е така, значи очекувате дека никогаш веќе нема да слушате ниту вест за Binance, ниту за BNB Chain,
ниту пак нешто поврзано со истите. Значи ви кажувам отворено, за вие работи, ако не реагираме, значи ова само ќе продолжи, нема да запре. Ова е едно од најголемите банки во Швајцарија, ZKB, моментално дозволува биткоин и етериум тргување, значи сега ова тргување, аз ако мене ја прашувате, купување и продавање, не верувам дека ова се нешто посебно платформа за тргување, нормално станува збор за банка, но им дозволува на своите клиенти да купуваат и продаваат биткоин. Уште еднаш, значи гледаме Швајцарија е доста напред во однос на овој дел. Русија официјално легализира мајнинг на било каков тип на криптовалути од 1 ноември. Со тоа што битно е да бидете така речено резидент на Русија, да имате регистрирано свој соодветен бизнис и сега овдека има нели соодветни јасни граници за тоа ако имате во однос тоа колку голем мајнинг операција имате и така натаму, дали можете тоа да го правите на индивидуално ниво, каде што нема потреба од некои посебни пријавувања, или пак можете тоа да го направите на ниво на компанија, каде што мора да пријавите нели ваш бизнис каде нели сето тоа кое што е така речено битно за да подлежите така речено на плаќање данок. Како и да е, значи ова е позитивно, затоа што на крајот од денот секој бизнис пак е данок. Значи да биеме реални. Што значи дека ако имате добивка, нормално е во онаа држава во која што остварувате таа добивка да платите данок. Не е нормално, да бидеме реални, и никој не треба да плаќа данок затоа што државите и понатаму принтаат пари, тогаш зошто ни бараат данок, но тоа не го менува фактот дека тоа е ситуацијата. Немаме избор, мора да платите данок ако сакате да постоите како компанија во оваа држава, така. Значи дека на некој начин сте принудени да платите. Но повторно, да не го забораваме ова уште еднаш. Зборуваме за легализирање на криптомајнинг. Додека во Кина го банираа, во Русија е целосно легализиран, верувам дека овој пример ќе го следат многу други држави. Еве зошто Русија официјално ќе користи криптовалути за trade settlement. Ова не е само најава, официјално веќе се користи во тест фаза. Моментално Русија врши тест cross-border трансакции со цел да ги надмине нормално американските санкции, кои што веќе ги надмина, ова е уште повеќе да ги надмине. Да не забораваме дека пред само еден месец официјално Индија плати со XRP на Обединетите Арапски Емирати за трансакција на купување на нафта. Така да тоа ви покажува дека се повеќе и повеќе, се пореално и пореално станува користењето на криптовалути за секојдневни намени за трговија, посебно кога станува збор на државно ниво. Што значи дека ова не е само зборување, очигледно Русија веќе тестира користење на криптовалути за продажба, односно за меѓу државна трговија, со тоа што овдека дури одат и до еден чекор понапред каде што вели, и тоа е од Bloomberg, значи не е од некој петопарачки портал. Bloomberg ова моментално го известува, вели националниот payment card system ќе биде тој кој што ги променува рублите во криптовалути и назад во однос на оно што е потребно за плаќање на меѓународно ниво. Крајно ми е мило, се надевам дека ќе успеат, се надевам дека ќе почнат што попрво и се надевам дека ќе успеат целосно да ги надменат овие санкции за американците здраво да го пушат после сето ова, затоа што со 16.000 санкции, највеќе санкции во историјата на светот, де успеа на Русија буквално да им се фатат за левото маде. Дали ви се допаѓа или не, тоа е реалноста и се надевам дека така ќе продолжи со цел конечно американците и овој западен свет да ги ставиме таму кај што им е местото. Затоа потоа кога ќе разговараме денеска за геополитика, тоа е во текот на утрешниот ден според вашите гласови, и да не забораваме Чичко Маск повторно се неговите глупости, Department of Government Efficiency или DOGE. Значи ова беше објавено пред само некој ден, 7 септември, пред 2 дена, каде што нормално DOGE доби некој black pump, но и понатаму продолжува со нели неговите глупости во однос на DOGE. Сега верувам дека нели и понатаму неговата идеја дека ќе биде DOGE интегриран за плаќање на X на Twitter е одлична идеја ако мене ме прашувате, барем ќе има некаква намена и тогаш ќе можеме ефективно да го сметаме DOGE за криптовалута. За сега е само обичен меме коин, ако тоа го направи Чичко Маск, кој што го најавува веќе 10 години, тогаш можеме да разговараме. За сега јас не гледам причина воопште да обрнувам внимание на DOGE, но како идеја мораме да го напоменеме затоа што ова се тие pump and dump шеми кои што ги прават богатите, секогаш кога ви требаат пари, ако имате солидна количина на DOGE, објавувате ваков тип на твит и нормално добивате памп, си продавате, фала пријатно, џепарац веќе имате обезбедено за наредниот недела ден, така. Значи, ето, тоа е тоа што не ми се допаѓа каваквите богаташи, но тоа е реалноста. Имаат
можност, имаат собствена платформа, може да прават што сакаат. Значи, да, еден час, значи, затоа што ги читав многу брзо, иначе мислам дека ова е рекордна количина на вести кои што сме успеале да ги ставиме во еден час. И за крај, само на кратко, значи, ќе ве замолам да ни помогнете да распространиме оваа материја што повеќе. Гледате, напорно работиме, секој ден добивате видеа и тоа зборуваме солидни видеа од по барем еден час, каде што се обидуваме што повеќе да го писмениме македонскиот народ како за криптотехнологијата, така за макроекономија и за геополитика. Следниот ден, потенцијално утре, очекувате геополитика видео во однос на новите геополитички случувања и како истите се поврзани со криптосекторот. И очекувате малку повеќе да пцуваме вообичаено, така да овие видеа не би препорачал да ги гледате со публика која што е малолетна. Како и да е, значи се надевам дека уживате во мојата работа, како што јас уживам да ги правам овие видеа за вас. Нема да должам премногу денеска, затоа што ова видео и така премногу долго. Ви благодарам за нормално поддршката и за следењето на нашиот канал. Стигнавме до 500.000 прегледи, значи половина милион пати е прегледан материјалот на мојот канал. Екстремно ми е мило, затоа што ова се пола милион македонци. Така да ви благодарам, продолжуваме и понатаму и се гледаме во следното видео. Поздрав од Крипто Гемиџи.